Со предлог законот за изменување на законот за минимална плата не се нудат системски решенија, туку само се маскира состојбата, остро реагираат од Гласен текстилец. Категорични се дека со членовите 1 и 2 од предлог законот, зголемувањето на минималната плата ќе зависи само од економско-социјалниот совет. Бараат во преговорите да бидат вклучени и експерти, а истовремено јасно да се дефинира сумата, а не процент како што е сега. Дали ова значи дека усогласувањето и покачувањето на минималната плата ќе зависи од трипартитниот диалог кој што се води изминатата недела па и денес во 7 часот вечерта? Дали ова зависи од организација на работодавачи, од бизнис секторот, од влада и од синдикатите, дека треба да има позитивен одговор од сите, па ние да имаме покачување на минимална плата? Покачувањето на минималната плата без реални решенија би можело повторно на мала врата да ја врати платата во плик, објаснува Ампева. Категорична е дека ново субвенционирање на приватниот сектор со државни пари не смее да има. Тоа го видовме како проблем и во 2017 кога имаше субвенционирање на тогашната минимална плата, кога видовме дека беа злоупотребени државните пари. Исто видовме и во сетовите на мерки за помош во корона кризата, кога државниот буџет повторно беше злоупотребен. Државниот буџет е народен буџет, ние плаќаме таму придонеси. Ние плаќаме таму даноци. Не може да се делат народни пари на фирми кои што ги злоупотребуваат тие пари. Тоа не е решение, не е долгорочно, тоа е само маска. Како позитивен пример ја посочија Црнагора, каде минатиот месец минималната плата е покачена на 750 евра, а тамошната влада се откажа од здравствените придонеси. Од Гласен текстилец реагираат и на мерката за ослободување од даноци на IT секторо. Велат невозможно е најбогатата индустрија да биде ослободена од даночување, кога имаме конкретни индустријски гранки на кои им треба сериозна помош.